Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е избор на членови на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијски надзор и прекршачна постапка. Бираме двајца кандидати. Првиот е Јусуф и вториот е Незири Изер. Нема многу да се задржувам на кандидатите, затоа што се јавив за збор од сосема друга причина. Покрај партизацијата, овој парламентарен состав ќе остане запаметен по носењето на неуставни закони и носењето на незаконски одлуки. Стана пракса во оваа собрание, онаму каде што сакат да инсталираат, да направат нешто владеачките партии, тоа да го прават со закон. Имено во Собранието на Република Македонија стигна дополна на законот за Државната комисија за одлучување од втор степен од инспекцијски надзор и прекршачна постапка, и тој закон се уште не е донесен. Со тој закон се предлага неуставно да се продолжи мандатот на постоечките членови на оваа комисија. Тоа е направено неколку месеци наназад и кога стигна законот, буквално кај мене лично предизвика еден интерес и реков дека ќе го следам овој закон. Одговорот беше зошто е потребата од тој неуставен закон, затоа што едноставно на владеачките партии ни подразно не и текнува да не функционира овој орган, што е добро. Меѓутоа, тоа мораше да се направи по било која цена, дури и носење на неуставен закон. Сега гледаме во една нормална демократска процедура, се објави оглас, се јавија кандидати, се избра партиски кандидати, комисијата за избор и именување заседаваше на 21 декември 2023 година, буквално и да имаше или немаше расправа, кандидатите ја поминаа комисијата и евене на пленарна. Што е спорно? Партизација, реков, помалку или повеќе, веќе никој во државата не зборува за партизација. Ќе бидат избрани кандидатите. Спорното е зошто беше потребата од донесување на измени на законот, неуставни измени, затоа што на некој му е многу битен овој орган. Никој во државата, нити опозицијата, нити јавноста не пројави интерес. Немаме зошто да ја блокираме оваа комисија. Треба да постои. Треба да функционира. Меѓутоа, не се оставаат работите на случајност во оваа држава. Прекршачната постапка веќе е иземена согласно закон, значи не е предмет на оваа комисија, остануваат инспекцијските надзори. Што е тоа интересно за власта? Власта мора да има контрола над инспекторите. Тоа е клучното во целава приказка. И онаму каде што некој инспектор ќе се дрзне да работи согласно закон, правилно кажав, ќе се дрзне да работи согласно закон и поднесе некаква представка против функционери на СДСМ и ДУИ, оваа комисија ќе биде браникот, каде што тоа ќе се анулира, ќе се скине, ќе се отворли и ќе биде заташкана работата. До таму одат работите. Не се остава ништо на случајност во однос на корупцијата и криминалот. Ова е само алатка
на власта за да нема проблеми, да не излегуваат проблемите, да не излегуваат аферите, да не работат инспекторите против избраните, именуваните лица от власт. Целата приказка е тоа. Затоа беше тој неуставен закон поднесен во собранието. Еве јавно прашувам, каква ќе биде судбината на тој закон после ова? Се избира нова комисија, нов состав, партиски, подобен, продолжува да работи, мисијата е успешно завршена. Што ќе правите, баш ме интересира со законот кој вие го донесовте во собраниска процедура. Не е спорно дека законот е неуставен. Провокативно, јавно прашувам дали ќе го донесете тој закон. Или веќе е завршена мисијата и никогаш тој закон нема да биде бел ден, затоа што инспекторите ќе мора до крај на мандат да бидат умни и да не поднесуваат никакви пријави, дури и онamo кај што ќе бидат поднесени пријави против функционерите на оваа комисија ќе биде тоа збришено. Нема крај со идејата за заштита на корупцијата и криминалот во оваа држава. Ова е систем. Ова се поврзани институции. Врв на сето ова е Собранието на Република Македонија, каде што владеачките партии носат и неуставни закони, само и само да немат проблеми овие од владата. Жално е што во Собранието имаме колеги, гледаме секој ден, си ја терат работата. Меѓутоа, не е пандам владата на ликата и приликата на достоинството на овие партии. Едноставно таму се луѓе кои ја злоупотребуваат позицијата, ги злоупотребуваат моќите и тоа функционира онака како што функционира. Затоа се тие слаби оценки и од меѓународната заедница, затоа и тоа повикување првен да си го решиме криминалот и корупцијата во државата. Зборев се повторувам, патоказот ни е многу јасен. Две клучни работи. Во старт мораме да расчистиме со корупцијата, криминалот, правосудството во државата, втората е администрацијата. До крај си ја терате приказната, имаме партизирана администрација, имаме заштита за криминалот, суспендирани инспектори кои ќе работат онамо каде што ќе сгрешат граѓаните и тоа е окей, меѓутоа никогаш онамо каде што ќе сгрешат функционерите. Таму не сме да излезе на виделина, институционално, нито еден проблем. Проблемите не може да се скријат, почитувани господа. Проблемите излегуваат, аферите се околу нас, аферите се на медиумите, аферите се секојдневно присутни помеѓу граѓаните. Граѓаните ги живеат тие афери. Граѓаните го живеат тој систем на корупција и криминал. Граѓаните веќе не веруваат во сопствената држава, во сопствените институции. Затоа се потребни промени, а вие би било убаво да кажете што ќе биде со законот за ова проблематика кој е неуставен, дали ќе го носите или нема да го носите. Кога веќе ја комплетирате оваа институција со партиски кадри. Благодарам.